Ви благодарам, почитуван председавач, почитувани колешки колеги советници, почитуван по инерција пратеници, извините, почитуван министре. Јас исто не сум економист, меѓутоа не гледам зашто би имали економистите ексклузивитет да разговараат за најважниот финансиски документ во Републикава, односно најважниот инструмент на јавното финансирање. Така што, ево по инерција реков советници, имав прилика 5 години да читам буџети во Советот, го читав и минатогодишните буџети на централните буџети. Значи, се обидов да видам што е тоа, што е оваа година поразлично од минатите неколку години и колку што успеав да забележам, владата следната година планира да потроши 3,18 милиарди евра, што е за 6% повеќе од колку годинава. Од друга страна, власта планира да инкасира од даноци и придонеси 2,87 милиарди евра, што значи дека дефицитот во буџетот ќе изнесува 308,7 милиони евра, односно 3,2% од бруто домашниот производ. За капиталните инвестиции се планирани 408 милиони евра. Очекува владата раст на економијата 4% од БДП, инфлација 2%. Финансиските средства за проектираниот дефицит и од платата на долговите ќе се обезбедат преку задолжување во странство. Минатата година државата се задолжи за повеќе од 500 милиони евра со цел да се покрие буџетскиот дефицит и да се вратат дел од долговите кон ММФ. Во буџетот за следната година владата предвидела 7 милиони евра за гасификација, од кои 5 милиони евра од буџетот, 2 милиони заеми, 36 милиони евра за инвестиции во железничката инфраструктура, 1,3 милиони евра за хидросистемот Летовица, од кои 1 милион заеми, 340 милиони од буџетот, за проектот Јужна долина и така натаму, и така натаму, и така натаму. Значи, ќе повторам, не сум економист, јас сум доктор по технички науки, од областта на воздушниот сообраќај и транспорт, и заради тоа се обидов преку бројки, не навлегувајќи во економската суштина, не навлегувајќи во економската наука. Веројатно, ако сакав, можда можев, меѓутоа не чувствував потреба, затоа што си реков, можно е буџетот, како најважниот финансиски инструмент, да се разгледува и преку бројки. Значи, на прв поглед, ова што го кажав, делува импозантно. Се работи за сериозни суми, за сериозни проекти, меѓутоа, тоа е само на прв поглед. Да дојдевме вчера од некаде и да се населевме во Македонија, или да беше ДПМН на власт од лани, например, во ноември 2014 година на власт, тогаш може би ќе можевме овој предлог на буџет да го земеме сериозно. Меѓутоа, ова е 10-ти буџет на оваа власт. Ова е 10-та година од нивното владење. Ова е 10-ти обид на оваа власт преку овој документ сушност да го сокрие аздисаното, ненаменското и непродуктивното трошење на народните пари. Сега се поставува прашањето од каде јас дојдов до ваков заклучок. Значи само преку бројките. Почнав да читам. Ги читав буџетите и овогодинешниот проектираниот и ланскиот. Ви кажав дека читав извештаи од Светската банка, читав извештаи од Меѓународниот монетарен фонд, ги читав написите во Капитал, ги читав изјавите од економски експерти кои се изразија за буџетот, за проектираните вредности. Читав се она што мислев дека може да има врска или што е последица од проектирањето и извршувањето на буџетот. Потоа се осврнав малку околу себе, со комшиите, со пријателите, со колегите, со роднините, се помалку ги имам, се повеќе ги нема од Македонија, и во разговорите со нив, всушност дојдов до едни поразителни заклучоци дека тоа што се должи на остварување на овој ваков и вакви буџети, всушност и како не задира во најесенцијалните активности од нашето живење. Потоа се сетив, значи на тоа што го слушавме во нелегално прислушкуваните телефонски разговори, и секогаш на ум ми доаѓаше она како министерот за финансии ги опишуваше реалните состојби околу трошењето на народните пари со лебот и чоколадото, сакајќи или не сакајќи, чувствувајќи искреност и во таа изјава што ја слушнав, си реков дека може би нешто не е во ред,
ова што го гледаме како бројки во буџетот како документ и она што во реалноста се случува. Деновиве, вчера, завчера, изминативе денови која се дискутира за буџетов, сега слушам во ваше време, во наше време. Вие што направивте, ние што направивме, посебно за почитуваните колеги од парламентарното мнозинство, вие кога бевте, ние кога бевме, вашите министри, нашите министри. А овдека не се работи за наш и ваш буџет, овдека не се работи за наши и ваши документи, овдека се работи за буџет кој би требало да се реперкуира врз целокупното население, односно врз сите граѓани на Република Македонија. И тогаш, имајќи ги во предвид овие работи, дојдов до едни други бројки. Значи, до едни поинакви податоци, до едни поразителни податоци, кои се во директна врска, односно директна последица од вака скроените буџети. И ево, ќе тргнам со ред, се работи за вкупно 11 причини, ќе се обидам да сум краток, заради кои не можам да поверувам дека се работи за искрен документ. Ево прво, тоа што го пишува во буџетот, зошто не кореспондира со тоа како и зашто се троши буџетот, односно, зошто сметам дека трошењето на народните пари се врши неконтролирано, нетранспарентно, нерационално и сосема надвор од буџетските рамки. Ево, например, прво да тргнеме од фазите на изработка на буџетот. Значи, прва фаза, подготовка на буџетот. Стратешките приоритети на владата пишува најдосно до 15 април. Понатаму, фискалната стратегија најдосно до крајот на мај. Понатаму, буџетскиот циркулар најдосно до 15 јуни, то корисниците на буџетските средства и фондовите, а најдосно до 30 септември до градоначалниците, односно до локалните самоуправи. Па потоа доставување на буџетски барања, усагласување на буџетски барања и така натаму. Втора фаза е донесувањето, сега сме во таа фаза, и трета фаза е извршување од до година. Имајќи ги во предвид овие датуми што ги кажав, и имајќи ги во предвид сите карактеристични случувања во екот на политичката криза, почнувајќи од февруари оваа година, сега се прашувам како е можно да се испроектира буџетот во однос на изборите што треба да следат во идната година, или во однос на се ова што сега се случува со представување на нови проекти, со сечење ленти за игралишта, за кружни раскрсници, за не знам какви затворање на дупки на патишта и така натаму, кога во моментот кога се изработувале, значи во првата фаза подготовката најдосно до 15 април, финансиската стратегија најдосно до крајот на мај и буџетскиот циркулар, не беше дојден периодот. Значи не се знаеше, не беше подпишан договорот во пржино, не беа детерминирани изборите, не знаеше Груевски дека ќе треба сега да оди од место во место, ша не знам дали како во сојство на премиер или во сојство на председател на партија, во една прерана предизборна кампања, кога тие средства не можели да бидат предвидени до датумот до кога требало тие документи да бидат изготвени. Втората работа. Значи ви реков дека се работи за бројки. Еве ги сега бројките. Проектот Скопје 2014. Значи, во февруари 2010 година, на одговор на пратеничко прашање на Андреј Петров, премиерот Груевски рече дека овој проект ќе чини 80 милиони евра, распоредени во 8 фискални години. Значи, 80 милиони евра распоредени во 8 буџетски години, што значи дека, и то се сеќавам добро, пошто го гледав, 10 милиони евра и не е некој оптеретување на буџетот. Иначе, патем речено, тогаш колегата Андреј Петров тврдеше дека тој проект ќе чини 200 милиони евра, значи на тоа Груевски рече дека не, 80 милиони евра поделен во 8 буџетски години. Колку на вистина чинеше проектот? 620 милиони евра. По она што го знаеме. 8 пати повеќе. Каде беше тоа во буџетите? Ево, во кој буџет, значи во кое конто беа предвидени сите анекси на договорите?
еден објект кој чинеше 8 милиони евра, на крај со анекс, па со дополнителен 40 милиони евра или 50 милиони евра. Со кој буџет од 2010 практично од 2011 наваму тоа се предвиде? Со кој буџет? Јас разбирам 80 милиони евра во 8 фискални години. Ама ова е разликава. Со кој буџет беше предвиден? Во кои буџети беа предвидени 600 и кусур милиони евра за овој проект? Се обидов да ги најдам, ги нема. А очигледно парите се најдени. Значи, не се трошело онака како што пишува во буџетот. Туку парите се нашле на друг начин. Без одлука на собрание, без промена за ставка, за да се знае дека за таа намена ќе се искористат парите и така натаму. Третата причина, ево бројки, како се представуваат податоците во билансите на приходи и расходи на буџетот. Ова е еден пример од реализиран за 2014 година, мислам нема никаков проблем затоа што е истиот начин, биланс на приходи по ставки неданочни приходи. И се вели, неданочните приходи во вкупна вредност од 10 милиарди 451 милион денари. Глоби, судски и административни такси 2 милиарди 67. Такси и надоместоци 3 милиарди 253. Други владини услуги 2 милиарди 600. Други неданочни приходи 2 милиарди 227. Значи од 4 ставки, има и 5-та предприемачки приход, мала е 302 милиони, од 4 ставки кои најмногу ја полнат, да речеме, оваа приходна страна, неданочни приходи, две се, едната е глоби, судски и административни такси, другата е такси и надоместоци, други владини услуги и други неданочни приходи. Други владини услуги и други неданочни приходи на народот ништо не му кажуваат. Може би на економистите му кажуваат. Ама јас велам повторно, не сум економист, меѓутоа низ призмата на бројките очекувам да знам кои се други владини услуги, кои се други неданочни приходи. Или во билансот на расходи на предлог буџетот за 2016 година, без малку кај сите функционални ставки, последното конто гласи вака: други услуги, други функции, други работи, други трансфери, останати трансфери и разни трансфери. Не е тоа начин на изразување на пари што треба да се потрошат под конта други услуги, други функции, други работи, други трансфери. Четврто. Бројките за вработувањата во државната и јавната администрација. Ако се направи споредба на проектираниот буџет за 2015 година со наодамна направениот ребаланс, во првите 6 месеци од оваа година 3152 нови службеници се вработеле во администрацијата. Сега, читајки она Светската банка што вели за Македонија, вика вака: во иднина мора да се биде внимателен кога задолжувањето е во прашање. Не е многу битно дали се задолжувате, туку за што се задолжувате, односно кој е квалитетот на тие задолжувања. Доколку се задолжувате за да создадете нова вредност, да се отворат нови работни места, да го поттикнат економскиот раст и развој, таквите задолжувања се продуктивни и добри. Доколку државата се задолжува за да ги плати платите на вработените во јавниот сектор, тогаш тие задолжувања не се продуктивни и го продлабочуваат фискалниот јас. Според Светската банка, голем проблем за Македонија се огромните трошоци од буџетот за плати и за социјални трошоци. За плати се трошат 7,1% од бруто домашниот производ, а 15,1% за социјални надоместоци. Според Светската банка, колку е поголем издатокот за овие ставки, толку се помали продуктивните трошоци како капиталните расходи. За следнава година од буџетот се планирани над 421 милион евра за плати на администрацијата, а анализирано од 2011 вклучително со 2016 година, за оваа ставка ќе се потрошат безмалку 2,3 милиарди евра. На што се должи зголемувањето на парите за администрацијата? Не на покачувањето на платата, туку на новите вработувања. Значи, владеачката гарнитура, со цел да се обезбеди што е можно побројно гласачко тело, ги полни институциите со вработени во администрацијата,
со кои таа без сомнение очекува, значи, да ја бидат лојални, затоа што им обезбедила какво такво вработување, а со тоа и плата. Во услови на пазарна економија со предоминантен приватен капитал, органите и институциите на администрацијата се единствениот простор за вработување на невработени граѓани од страна на власта. Во такви услови кај нас државата е најголемиот работодавач. Покрај тоа што власта со вработувањето на нови кадри обезбедува бројно гласачко тело, во услови на висока стапка на невработеност, во известна мерка всушност и го намалува притисокот на граѓаните за вработување. Значи, мора, сигурно е дека се предвиделе пари во буџетот за оние фалсификувани, изнудени, злоупотребени, купени гласови. Значи се сеќаваме на човечињата од Пустец, 5 лични карти на еден, гласачи што живеат 40 до 20 метри квадратни, со штанцани пасоши и така натаму, умрените што гласали и така натаму. Сега ќе ги нема, па мора некако да се добијат, да се најдат гласовите за наредните избори. Значи тоа е во однос на бројките за вработувањата во државната администрација. Бројки повторно за нелегални финансиски текови. Ево, за 10 години од Македонија на нелегален начин се изнесени 5,2 милиарди долари, покажува извештајот нелегални финансиски одливи од земјите во развој на организацијата Global Financial Integrity, GFI, со седиште во Вашингтон. Според овој извештај, што се однесува за периодот од 2003, значи до 2012 година, најмногу пари нелегално од Македонија се изнесени во 2008 година, 928 милиони долари, а просечно годишно испарувале по 521 милион долари. Според овие бројки, Македонија е позиционирана на 79-тото место на глобалната листа на GFI, каде што се рангирани 145 земји во развој. Нелегални финансиски текови, значи според методологијата на оваа организација, се нелегалните текови на пари кои што се незаконски заработени, трансферирани и искористени, меѓутоа над 95% се работи за фиктивни фактури, фактури со нереална, односно наместена фингирана вредност. Одиме понатаму. Јавниот долг и потребите од задолжување. Буџетските таргети, значи, беа промешувани во текот на изминатите години. Фискалната стратегија на владата открива дека задолжувањето во следните 2 години значително ќе се зголемува, односно Министерството за финансии планира да позајми 1,25 милиарди евра до 2017 година. Овие задолжувања според владината фискална стратегија ќе го зголемат јавниот долг во следните 2 години над 5 милиарди евра, односно 50% од бруто домашниот производ. Бројките за автопатиштата. Значи, тоа ми е дел од струката, во фелата, јас ги најдов сите цени на километар автопат, од типот на автопатиштата што сега треба да се градат, посебно оној дел Охрид-Кичево, каде што за 57 километри од првобитните 375 милиони најавени евра, сега е финансиската конструкција приближно 570 милиони евра, со оние фамозни плюс 30 на 100, што значи дека во просек 1 километар автопат е 10 милиони евра. Немам време да ги читам во Бугарија, Словенија, Шпанија, Норвешка, Финска, Косово или Австрија, Унгарија, Словенија, Чешка, Германија, меѓутоа, имајќи во предвид дека најголемиот дел од конечната цена за 1 километар всушност зависи од вредноста на земјиштето, односно пазарната цена на експроприираното земјиште, а имајќи во предвид дека цената на 1 километар автопат во Македонија е на ниво на цена на 1 километар автопат во Норвешка. Значи, сигурно, цената на експроприираното земјиште е многу пониска, така што овие цени воопшто не кореспондираат со реалните цени. Што сакам да кажам? Споредувајќи ги земјите од регионот и високо развиените земји, 1 километар во Македонија за овој автопат е најскап. Најскап. Сега, ќе ве потсетам дека 250 километри автопат, од кои тој дел од Гостивар, значи Гостивар Тетово, да, што го спомнавте, дека не е класичен автопат, дека е еден вид експресен пат, значи 250 километри автопат во Република Македонија чинел 260 милиони евра, а обиколницата од 26,7 километри чинела
Вкупно 110 милиони евра, што значи 4,12 милиони евра по километар. Многу далеку од 10 милиони по километар. За бројките за иселувањето, за бројките од обичниот живот, за бројките за реализацијата од досегашните буџети и за бројките од транспарентноста, се надевам дека ќе можам да начнам во делот после репликите, затоа што основата на дискусијата всушност е она што го пишува не е во реалност, односно начинот на кој што се троши буџетот не е она што го пишува. Заради тоа, значи, не можам да се сложам со ваков буџет, имајќи ги во предвид овие бројки за кои ви расправав. Ви благодарам.